Од повратот на ДДВ ќе се офајдат само оние со највисоки примања, а останатите ќе добијат само трошки. Ова се само дел од реакциите на граѓаните откако собранието по скратена постапка го донесе законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност. Првичните оценки според граѓаните се дека тоа е популистичка мерка која била далеку од реалноста и дека од неа ќе се офајдат само најбогатите. Останатите пак од колачот ќе добиеле само нешто ситно, односно ништо. Sam čula, ma ne ga razvira mnogo ubao. Što da se vraća, kako da ne? Zar može to? Верувате дека ќе биде кај? Ne, ja u ništa ne verujem više. Svega sme se naučili site da ne lažat, da ne kradat, Toliko. Од мерката тешко дека ќе биде според вас. Neizvodljivo je to, takva glupost, ti gi zele parite pa ti gi vrati. Kaj ide to? Тешко, зашто никој нема толкава плата да може тоа да собра толкава сметка, да може да враќа. Само тие богатите. Малку би биле за малку со помалите примања, а по-големи ќе бидат тие што се по-големи враќањето на ДДВ. За побогатите пред се. Точно, не сакам да го кажам збором побогати, поимучни би рекла. Со пријавување на фискалните сметки, физичките лица ќе имаат право на враќање на 15% од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки, при што износот на пресметан данок од кој ќе се враќа данокот изнесува најмногу 12.000 денари во едно тримесечје. За остварување на ова право граѓаните ќе треба да ги пријавуваат податоците од бар кодот на фискалните сметки, кои ги добиваат исклучиво преку купување услуги. Граѓаните пак не се запознаени со оваа процедура. Не сум запознаен. И не верувам. Лично еве како да поднесам. Не знам, не се разбирам баш не. Тука се поставува прашањето кој добива, кој губи од повратот на ДДВ. Економските експерти коментираат дека мерката е популистичка, бидејќи 75% од населението има плата под државниот просек. Нито една влада не може да спроведува реформски мерки по истекот на година и пол од почетокот на владењето. Значи, најважните, најострите, најхрабрите мерки се доносат во првите 3 до 6 месеци. После тоа се пеглаат во остатокот од една година, а на крајот веќе се размислува за следните избори. Мислам дека владава не е во ситуација да носи храбри мерки. Економистите велат дека мерката поврат на ДДВ има скриени ефекти и дека власта треба да се зафати со реални политики и пред се обезбедување на правна сигурност на државата. Сепак оваа мерка има скриени социјални, да кажам, репери, а сама по себе таа не е социјална, бидејќи треба да се собере повеќе данок од друга страна за државата да троши за потенцијално можеби за социјала. Инаку последната пресметка од невладината Finance Think покажува дека од повратот на ДДВ ќе се офајдат само 5% од најбогатите. Само домаќинствата кои годишно трошат околу 20.000 евра ќе може да вратат само една просечна плата. Најсиромашните пак ќе успеат да вратат само смешни 783 денари за една година, а средната класа нешто околу 50 евра.